Добро вечер и добро ни дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Некогаш животот сам одлучува дали детето ќе го расне едниот или двајцата родители, но во помодерново време на живење се почесто е одлуката едниот родител да го расне своето дете. Од каде поривот за вакви животни одлуки, како е да се биде самохран родител, што тоа значи за растот и воспитувањето на детето и воопшто реков за воопшто како е да се живее како самохран родител кој треба да го подигне своето дете, вечерва во емисијата Тунел со моите драги гостинки. Ќе ја поканам прво Мија Костова. Добро вечер. Добро ми дојде. Повели. Темата е таа, Мија. Ве познаваат и тоа како во македонската јавност и онаа последна одлука по прашање на приватноста, нели, и животот на Мија Костова, бидејќи обично знаеме да не образложуваме вечерва или да не ја начнуваме и таа тема, дека луѓето сакаат и се љубопитни секогаш кога животот на некој ги гледаат од другата страна на екраните, им е поинтересен или секогаш сакаат да дојдат до информации кои им се не толку многу достапни. Вечерва ми е драго што еве вие и мојата друга гостинка отворено зборувате токму на оваа тема, да се биде самохран родител и да се донесе во одреден период од животот токму оваа, би рекла јас, и голема навистина и важна одлука. Кога се случи тоа? Се случи од врска која беше, нели, љубовна врска, па вие одлучивте да си станете родител или како одеше сето тоа? Од врска без врска, значи не беше ниту љубовна врска, немавме апсолутно ниту брак, ниту некоја подолга врска, нешто на што би можела да се потпрам, например. Затоа одлуката беше уште потешка. Искрено тоа ми беше една од најтешките одлуки кои што досега сум ги донала во животот. Тоа беше препирање да се биде или не едно добри 10 или 13 недели од самиот почеток на бременоста. Нормално и од едната и од другата страна имаше луѓе кои што вика внимавај, размисли 2 пати, не 3 пати, ова е одлука која што комплетно ќе ти го смени животот. И со своите 28 години на крајот на денот не сметам дека бев незрела, тогаш 28. Сметам дека точно знаев што носи едно дете и покрај тоа што до моментот додека не станав мајка, некои работи не сум ги разбрала како што треба и од една страна ми се видоа потешки, ама од друга страна, нели, она додека не станеш мајка, не знаеш колку е убаво да си мајка. Искрено, например, моите родители не дека беа комплетно за тоа да го родам детето. Да. Прво, чувствувате одговорност да се обратите кому за својата одлука? На најблиските? На најблиските, на родителите. Сега добро, нормално, секој родител за своето дете сака, нели, најдобро, сака да оди се по некој терк, значи се по книга, да се заврши факултет, па да се најде работа, па да се оформи семејството, па да доаѓаат деца. И нормално е да негодува на самиот почеток, ама мислам дека добро ме познаваат и знаат дека кога јас ќе одлучам, мене не оставам простор воопшто и покрај тоа што сакам да слушнам совет, нормално родители ми се и сакам да го слушнам нивниот совет. Татко ми беше многу повеќе против да родам, а мајка ми како и секогаш малку флексибилно, да, застанувала од моја страна која сум носела такви одлуки. Вакви не, ама оваа конкретно навистина тешка во тој период. Каде беше најголемата можеби дилема? Па нормално во тоа дали ќе можам и дали ќе успеам сето тоа да го направам сосем сама. Зборувам сосем сама и морално како поддршка, затоа што од сам старт знаев дека, нели, детето ќе има само мајка. Побаравте од партнерот поддршка и во одлуката да се вклучи или воопшто не би беше важно? Нормално, да, значи беше известен од самиот старт, не беше тоа подло направено па јас да родам дете. Сега тука е комплицирано малку што на самиот почеток татко му беше со оној став што и да одлучиш ќе те поддржам, ама подоцна се сменија некои работи. Да, сега значи што беше пресудно, не знам, стварно ми беше многу тежок тој период од 7-8 недели и мислам дилемите кај се најчесто кај се уат, кои се првите оние, нели, најтешки дилеми покрај тоа соопштувањето на најблиските родителите, пред се мислам. Па едноставно знаеш дека дали тоа, нели, средината, како ќе ме доживее, како ќе го донесам ова дете, ќе можам ли да бидам одговорна? Никогаш не сум помислила на луѓето од страна, на средината, како ќе ме прифатат или што ќе зборуваат утре за моето дете. Тоа ми беше една од последните мисли и дури ќе ти излажам ако ти кажам дека ми паднало на памет. Верувам, познавајќи. Да. Конкретно ми беше, нели, нормално страв дали ќе можам сето тоа да го издржам сосем сама финансиски и нормално како помош од било кој друг кој што ќе се најде да ми помогне, дали да го причува или
или било што кога се работи за подигање на едно дете. Не дека немам помош од моите, значи финансиска не, секаква друга да, значи знаат да ми го причуваат и ден денес, ама тогаш кога одлучував едноставно сета мисла која имав беше дека сум комплетно сама во ова. Значи да не се подпирам на никого и да одлучам дека јас и тој ќе бидеме од сега па за секогаш сами заедно и дека ќе треба комплетно јас да го подигнам тоа дете сосем сама. И тоа ми беше најголемиот страв. Дали ќе можам, дали ќе успеам, дали правилно ќе можам да го воспитам. Кога доаѓа поголемата сила после овој период, нели, на двојби, кршење на себе во себе и така натаму и носење на таа пред се голема и животна одлука, сепак да се биде и да се остане до крај, да се износи, нели, бременоста и да се донесе тоа дете на овој свет, потоа која фаза? Па мислам дека конкретно кога дефинитивно решив дека ќе го родам тоа дете, сосема ми се смени се во главата. Значи, иако не бев свесна што значи да си родител, нели до моментот додека не ги доживуваш оние ситуации дома, плаче бебе, плачам и јас, пошто не знам што друго да направам. Ама мислам дека силата како родител ја добиваш кога уствари сваќаш дека ете Андрија сега има година и пол и се чувствувам навистина силна што сум успеала да го пораснам и покрај тоа што не е тоа кој знае каков успех на година и пол, не гледаш што си направил од тоа дете, нели нормално. Ама па да, добро. Ама во секој случај сум горда на себе си што ете успеав да. Ме чудна сила дава тоа мајчинството, нели го речат како преживувате тие ноќи непроспиени и слично. И често сум се запрашувала како е навистина возможно. Паѓаш скршен си, преистрошен, но нели во моментот кога те бараат и кога треба да си тука, ти имаш еден ресет како на дугме да те вклучили и дека се чудесно со толку неспиење, дека се може од поново да почне и дека ти си тука. Да, во мојот случај конкретно, значи тоа беа непроспиени ноќи, доење по 8 часа навечер, он беше едно такво бебе кое што ве плаша ли оние периоди за кои може да се прочите и со кои практично жените се соочуваат? Имаме тема во тунел бидејќи многу малку се зборува, а се повеќе очигледно и се појавува постпородилната депресија која знае да биде навистина понекогаш прифатална за жените. Искрено имав слушано за постпородилната депресија, ама бев толку многу зафатена што очигледно нема време за постпородилната депресија, затоа што буквално све правев сама. А тоа ако имате се од страна, значи може да размислувате на депресија. Да, па веројатно да. Искрено да зборувам, мислам дека кога имате дома свекрва, баба, мајка, сопруг кој што добро, колку и да може или ќе помага. Да, ќе помогне. Мислам дека тогаш може дури полесно да западнете во некоја депресија, да се прашате што сега кога имате време и да одспиете и да се одморите. Јас на пример немав апсолутно време да размислувам на себе, особено не првите 6 месеци. Моментот на подигнување на дете и од финансиски аспекти тоа сама е исто сериозен момент со одлука и за снаоѓање, бога ми, навистина. Навистина, да. Дали има некои бенефити кои државата ги нуди на самохраните родители? Се распрашавте за тие опции? Значи, јас лично не сум поднела никакви документи за да земам некој надомест, заради тоа што искрено многу мрзам тие административни чекања и собирање документи, поучена од примери на некои мои пријателки и познанички кои што до ден денес не успеале да земат апсолутно ништо, или надоместокот е некои 2-3 илјади денари, а сите сме свесни колку тоа значи кога имаш дете, значи со 2000 денари месечно немаш ниту пелените да ги покриеш. А конкретно за некои станови за социјални мајки или такво нешто едноставно нема шанси, заради тоа што никогаш во животот не сум земала социјална помош, а тоа беше еден од предусловите кога аплицираш за некој таков стан, значи јас од државата реално апсолутно немам никаква. Тоа ради гордост или? Не заради гордост, него заради тоа што не сметам дека нешто ќе ми заврша 2000 денари. И заради тоа што сметам дека навистина многу административно треба да се помине за да ги добиеш тие пари и велам од примери, знам дека едва се стигнува и до тој некој надомест. И дојде по тоа е минимален. Адрија се роди. Се роди Андрија. Да. Кој е оној прв период, односно го имавте оној прв период на себе запознавање како родител, сосема нова една животна состојба и имате човек до вас кој едноставно ве гледа во моментот безпомошно што се вели, вие сте му се и тука сте оставени еден на еден. Јас искрено скоро почнав да сваќам дека сум мајка. Значи, можеби до пред половина година, додека Андрија не наполни 1 година, едноставно го сакам премногу, да, ама не можам да си објаснам дека јас сум мајка на тоа дете.
тежок период, паметам тежок период првите 3, 4, 5 месеци додека нели бебето е стварно постојано врзано за мајката, а мајката нели едноставно нема шанса да се одмори. Ама како поминува време, љубовта е нормално се поголема и се она што поминало и тогаш ми делувало многу страшно, сега го заборавам. И едноставно не се сеќавам на некои потешки или претешки периоди од животот од како дошол Андрија на свет. Едноставно сега од овој аспект сум пресрекна што го имам и не ми се чини ништо тешко. И дури ми е чудно кога ме доживуваат како херој или ќе ме пишат како, не знам, самохрана мајка, која што апсолутно не е така. Кога сте во ситуацијата, ништо не е тешко. Познати сте и помалку поавангардниот начин нели на живот, ете така, носење на одлуки и секогаш јавно говорење на многу теми, прашања и така натаму. И сега кога јавно ќе ве прозиваат, знам дека многу ете така борбено се справувате со лавината од прашања токму околу на тема оваа, нели да се донесе одлука ваква, да се биде самохрана мајка, па што тоа значи можеби нели за тоа дете и така натаму. Што значи за едно дете? Размислувавте нели каква јас одлука носам и во негово име? Апсолутно да, значи со оглед на тоа во какво место живееме, нели град во кој што секој си дава за право да зборува еден за друг. Се плашам искрена да бидам, се плашам од прашањето кое ќе ми го постави утре Андрија, конкретно поврзано со неговиот татко. И уште од сега знам дека никогаш нема да се обидам да застанам помеѓу нив двајца. Тоа ќе биде лично негова одлука и негов избор, дали утре ќе го побара и ќе сака да го види. А конкретно за влијанието од околината, мислам дека сум доволно храбра и доволно и ќе дадам се од себе, значи да не му направам никаква траума или да не се чувствува како посебен, заради тоа што сметам па и како поминува време, се повеќе родители се самохрани родители и не сметам дека ќе биде нешто поинаков од останатите деца кои што ако се 28 на број во едно оделение, 25 ќе бидат со развидени родители. Тоа често се случува во последно време, за жал. Да, го знаем. Да. Размислувавте, односно сакавте да се консултирате со некои стручни лица и слично кога процесот веќе на воспитување на дете како самохран родител, бидејќи навистина е сериозна и одговорна задача за тоа како нели тој процес сепак можеби е малку поразличен од она кога детето има слика на двајца родители и кога е нели само мама присутна, го немаме оној рол модел на машки лик во куќата и така натаму и тоа сепак е нешто што бара можеби советување или сам човек да се информира за тоа како понатаму? Па искрено читам многу и сум се консултирала и гледам мои пријателки кои што не се малку на број, сами растат деца и сметам дека е најубаво да се каже вистината кога детето ќе биде спремно за тоа, нели нормално во една помала возраст на 2 или 3 години не можеш да му објасниш конкретна ситуација или комплетно да му објасниш зошто во тоа семејство нема татко. Ама мислам дека ако тоа биде еден начин кој што е најблизок до возраста на детето, мислам дека не би имало било какви последици по неговиот развој. Таткото досега пројавил желба да го види детето, да го има видено или? Размислував на ова прашање. Дали ќе го поставам? И реков ќе бидам кратка. Кога ќе одговарам, пошто не заслужува да бидам долга. Значи, од самиот старт татко му го гледаше во првите некои 4-5 месеци. Возраст на Андрија, нели кога не може да го памети татко му, беше премногу мал. За после известно време, некаде кога Андрија имаше 5 месеци, значи минатиот декември, комплетно, буквално ги сече сите контакти со мене и со син му. Значи, точно една цела година, ниту го има видено. Не, го нема видено, ниту има било каков контакт со него. Сега вашиот живот се менува исто, рековме, нели, комплетно и треба да се оди понатаму. Тоа значи одредени претпоставувам и нели одрекување од некакви си пред тоа навики животни и така натаму. Знае ли тоа да влијае на психата? Знае ли тоа да доведе до момент да речете, нели, можеби што ми требаше, сте се нашли ли во таква ситуација? Да не беше ова, ќе беше многу поинаку, ќе ми беше полесно, нели, ќе можев да го направам ова и ова, јас сега веќе имам одговорност. Апсолутно, значи нешто ми требаше пошто тоа ми е малку престрашно, да, зашто веќе го имам и го гледам. И ми е се на светот, поголема љубов нели нема. Секој родител ќе го потврди тоа, ама во одредени моменти сум стискала заби и навистина сум
сум се прашувала што ќе беше да не беше сега, да не ја донесав оваа одлука и дали ќе ми беше полесно, ќе бев послободна, ќе правев што сакам, ама тоа брзо ми проаѓа кога ќе ми се насмеа од Бајле. Кој има да. Да. Кои предности вака ги согледувате можеби кај самохраните родители, кои негативности во смисла ако си правите споредба со едно нели комплетно семејство и вие како самохран родител? Искрено, колку повеќе ги гледам овие нови семејства, модерни семејства, искрено и мајка ми, например, во еден наврат ми има кажано, да ти кажам, после се ова што помина и паметно направи. Единствена предност гледам што со честни исклучоци, нели? Татко како татко, мислам дека е нели второ или трето дете во семејството ако веќе имате две. Не мислам дека кој знае колку е тоа голема помош ако имаш освен финансиска, ако нели нормално си помагате финансиски, ама вака што гледам по пријателки, мислам дека има 3 пати поголем терет од мажите во првите неколку месеци откако ќе си дојдат дома со бебе, отколку јас која што сосема сама го растев. Андрија до ден денес го растам. Значи, па и дури тоа мешање од свекрви, баби, мајки, мислам дека и тоа е една тема која ќе обработиме. Мислам дека и тоа е една олеснителна околност, а се останато мислам дека е еднакво како и во едно нормално семејство. Дали би сакале уште деца да имате? Сега од овој аспект не ми паѓа на памет. Да ви ги пратам малку моите да ги почувате. Можеш, пошто си побрза во правењето деца. Во правењето деца, да ти го вратам јас моето да ме одморите малку. Нема проблем, каде толку таму место уште за некој, навикнати сме на гужва и галама. Значи во овој период сепак не можам да зборувам пак сега. Те не се видиме за скоро со нов муабет. Да, па заради тоа да не биде дека ќе поплукам тоа што ќе го кажам, ама од овој аспект сега стварно не сум ниту спремна, ниту физички, ниту психички, ниту било како поинаку да имам дете. Не знам што ќе се случи од сега па за 5 или 7 години, чекај да видам. Да, отприлика тоа ми е последниот воз за второ дете, ама никогаш не велам никогаш. Работата која што ја работите изискува одвојување на сериозно време, нели посвета, сати, нели, поминати на вашето работно место, иако па од друга страна имате па и денови кога сте флексибилни и слободни, може да се посветите на детето. Како до таму нештата? Значи, па во принцип секогаш заради нели поставивте Андрија нели на прво место, па рековте се потоа и работа и значи Андрија да го ставам на прво место, едноставно мора Андрија да јаде и да има пари. А за да нели можам финансиски да го издржам сето тоа, сите знаеме што значи, јас и Андрија живееме сами под кирија, сите знаеме што значи кога ќе дојде први во месецот. Останато е се пропратно, типот пелени и самиот Андрија што може да потроши, значи од секогаш работам повеќе од една работа, значи обично имам 2 до 3 работни места, како на пример сега во моментов. Навистина ми е многу напорно некогаш, ама успевам. Андрија одскоро почна да оди во градинка и тоа ми е една олеснителна околност. Успевам да најдам време да поминам со него, откако ќе го земам од градинка, тие 4-5 сата додека да заспие, после пак се враќам на работа и така у принцип функционираме од самиот старт. Некако сум навикната на тоа, иако сметам дека ете сега сум млада па можам. Не знам што ќе биде за 10 години, кога веројатно нема да можам толку интензивно да работам и толку интензивно да се посветам на се. Нема да поговорка, вели се ќе помине, така да и нели моменти на тешкотија поминуваат, па и на оние лесни моменти, нели? Така да само да знае човек да се носи со сето тоа. Верувам дека ќе ми се исплати се целиот овој труд. Сигурно, тоа повеќе од сигурно. Кога ова го споменавте некако за окружување на разговорот, со што ќе бидете или што е она што кога ќе го видите и препознаете во Андрија, години зборуваме, нели, сега веќе по ова, ќе речете завршив добра работа. Па колку и да звучи како клише, сакам Андрија да биде човек. Значи, да е жив и здрав ми е најважно и нормално секој негов успех ќе биде мој успех. Значи, се што ќе направи Андрија во животот понатаму, ќе се чувствувам како јас да сум го направила и да е добро и да е лошо, веројатно грешката ќе ја барам кај мене ако е лошо, а се она што ќе биде добро и ќе биде позитивно, ќе биде моја гордост.
Јас сум сигурна дека ќе бидете и горда мајка и понатаму со Андрија, дека ќе прерасне во едно убаво, успешно момче. Делува многу сладко во моментов и уживајте се во овие сладки сега моменти. Потоа велат уште малку посладки мајки како растат децата, но се си носи и своја убавина. И во некоја следна прилика се надевам дека искрено и можеби за други интимни прашања, како свекрва ќе се видиме за неколку години и успех ќе ви посакам на професионално поле да се изреализирате и таму, бидејќи имате квалитети кои може да ги дадете, во тоа сум исто така сигурна и убедена. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Семејствата со еден родител стануваат постојано и видливо обележје на современите општества. Појавата на самохрани мајки во нашата средина уште не е честа како во високо развиените општества, но секако дека има се повеќе жени кои се одлучуваат да родат дете, а притоа се сами без законски партнер. Неразбирањето од околината, на кое скоро секогаш не идува ваквата храбра одлука на самохраните мајки, е само прва од многуте условно кажано последици кои ги носи храбрата одлука на ваквите жени. Денешната самохрана мајка не мора да одговара на стариот стереотип на невенчана тинејџерка што живее од социјална помош. Модерното време ги руши табуата. Да се биде невенчана мајка повеќе не представува срам како порано, а славните личности дури го промовираат тоа како нешто привлечно, па дури и како достигнување на жената. Освен тоа, се повеќе жени имаат добро образование и се апсолутно способни сами, без посредство и присуство на мажот, да се издржуваат себе си, па затоа бракот повеќе не е финансиски предуслов за жената да стане мајка. Некои самохрани мајки, особено кога потекнуваат од семејство на разведени родители, чувствувајќи го разводот како неминовен дегмент на бракот, одлучуваат да бидат без маж затоа што не сакаат нивните деца да почувствуваат колку е болно да гледаат како си заминува едниот родител. Се уште најголем дел од жените се самохрани мајки затоа што биле напуштени, а не по свој избор. Социолозите истакнуваат дека бројот на самохрани мајки драстично го надминува бројот на самохрани татковци. Се користат различни термини за да се опишат мајките кои сами ги подигаат своите деца, па така во некои земји се користи терминот немажена мајка, за да се укаже на мајките што никогаш не биле во брак, додека во други земји самохрана мајка е термин што ги опфаќа мајките кои ги подигаат своите деца без татко во нивното домаќинство, независно од тоа дали се разведени или останале вдовици, или пак никогаш не биле мажени. Во Соединетите Американски држави бројот на самохрани мајки пораснал од 3 на 10 милиони помеѓу 1970 и 2000 година. Во истиот временски период пораснал и бројот на самохрани татковци од 393.000 на 2 милиона. Во Мексико пак околу 27% од вкупниот број на бремени жени се мајки тинејџерки. Стапката на домаќинства со еден родител во Ирска изнесува 7,9% во 1991 година, додека во Британија бројот на семејства со самохран родител има надминато 25%, одразувајќи огромен пораст на бројот на мајки што никогаш не биле во брак, како и значителен пораст на разводи во текот на изминатите 30 години. Од крајот на 1970-тите, бројот на семејства со еден родител во Франција пораснал за повеќе од 50%. Во Германија бројот на самохрани родители двојно се зголемил во изминативе 2 децении, а во Австралија речиси секое четврто дете живее само со еден од своите биолошки родители. Ова обично е резултат на распадот на бракот или врската меѓу родителите. Сепак, расширеноста на семејствата со еден родител кој свесно одлучува да не влезе во брачна заедница и сам да го одгледа сопственото дете е релативно загрижувачка појава и тоа само од една причина – потребата на детето да живее и да расте со двајцата родители, која не смее да се занемари. За одлуката да се биде самохран родител и со мојата следна гостинка, која добро ја познавате, еден од омилените ликови на македонската јавност, која многу не милува да зборува на оваа тема, но ми е задоволство и чест што вечерва одлучи да ни се придружи, малку повеќе да си се отвори за тоа како е да се биде самохран родител. Ирена Спировска, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Реков тема за која знам дека не сакате во детали да се навлегува и да се зборува или често не сакате да се зборувате и ми е драго што еве вечерва одлучивте да не удостоите во тунел со
одредени нели одговори на прашања токму на оваа тема како е да се биде самохран родител, односно се биде самохрана мајка. Така, има личности на кои што едноставно не можете да им кажете не. Благодарам. Веќе вашата керкичка и тоа како е голема, влезе во пубертет. Задва се нели оној еден убав период поминат на сите сладки мајки што ги велиме, за разлика од Мија која сега сето тоа го минува. Но ајде ќе ве вратам малку назад и зборуваме за периодот кога одлучивте Зорица да донесете на свет. Кога можеби и нели не дека таман работа сте престара или тоа го направивте, не знам, кога имавте колку малку години, но сепак во период кога и можеби не толку често се случува токму вакви одлуки кај младината. Па да, тоа беше пред 15 години, Зорица сега има 14 години, јас имав 24 години кога останав во благословена состојба, 25 кога ја родив. И не дека немало и тогаш, меѓутоа тогаш имаше помалку такви случаи. Да речам, сега гледам дека се повеќе девојки се одважуваат сами да подигнат дете, да бидат самохрани родители. Со тоа што кога мене ми се случи во животот, значи не беше тоа планирано. Јас се уште студирав, работев како хонорарен соработник во македонската телевизија, значи немав решено и работен статус. Меѓутоа, кога веќе се најдов во една таква ситуација, не постоеше дилема дали тоа дете ќе се роди или не. Значи, од првиот момент знаев дека тоа дете ќе се роди и силно посакував да се роди. Нормално дека се судрував со безброј прашалници, се чувствував на моменти како во тунел, како што името на емисијата, затоа што работев работа што беше поврзана со, не знам, со една надворешно, со една естетика, значи не можеш со стомак од, не знам, 7-8 месец бременост да работиш. Можеш. Добро, јас и работев до 6-тиот месец затоа што бев многу тенка и не ми се ни познаваше. Меѓутоа периодот кога значи ќе станеш мајка, а немаш решен работен статус, значи не примаш паричен надомест за тоа, а во истиот момент престануваш да работиш. Значи тој финансиски момент е многу важен кога човек ќе реши да стане родител, затоа што веќе одговара и за еден нов човечки живот. Во мојата приказна па околностите се измешаа до толку што јас во тој период веќе кога бев 6-7 месец бремена, јас добив и отказ од тогашниот уреднички тим од оваа куќа. Наместо, нели, тогаш да добиам некое решение, да ме згрижи куќата каде што претходно поминав 7 години работејќи интензивно како хонорарен соработник, мене ми се случи и таа, да речам, една дополнително отежнувачка околност, и од тој аспект мислам дека нашата држава треба многу да размислува како да ги поддржи самохраните родители, се едно дали се жени или мажи. Во денешно време има се повеќе и татковци. Јас лично познам луѓе што се мажи, а гледат по 2 деца, не знам, се растури од бракот, меѓутоа тие си ги чуваат децата и мислам дека ни недостасува во државата еден систем кој што ќе им обезбеди на таквите родители можност да работат, да заработуваат пред се за своите деца и за себе. Нели сакаме држава со наталитет, со повеќе детни семејства, меѓутоа за тоа потребни се услови. Не е потребно само добра желба. Почувствувавте прво кому да кажете за вашата одлука? Па јасно на најблиските. Се разбира дека е најважен на најтисниот круг на семејството и нивната поддршка. Значи, тие што ви се крвно сродство се луѓето што од секогаш и за секогаш најмногу ве сакаат и најмногу ќе ви помогнат и ќе ви подадат рака. Тоа е факт, значи можеме ние да се залажуваме дека нашиот партнер не сака најмногу на се, или нашите пријатели или соработници или колеги, се знае кој е секогаш тука за своите деца, тоа се родителите, така што јас од првиот момент имав голема поддршка од моето семејство, кое што и ден денеска ја добивам, бидејќи нашата работа е таква, некогаш има, некогаш дури многу често настани кои што се и навечер и до доцна, значи Зорица секогаш ја ужива грижата и вниманието на баби и на дедови, без кои што стварно ќе беше невозможно да се посветам и на кариерата, нели да работам и да заработувам без да го имав тој, не знам, бекап како многу важен адут во да функционира сето тоа онака како што треба, да биде убаво и без, не знам, да трпи работата или да трпи детето. Кога знаевте дека ќе се соочите со прашања, подпрашања, погледи, нели,
пофалби, поддршка или можеби нели негодување околу вашата одлука, се наоружавте со кој одговор или можеби со кој размислување? Ке ставам зид, не допира или допира до мене или едноставно немам што да што велат полагам рачуни за оваа одлука која си ја донесов во животот. Па никако се случуваше толку брзо што и нема време да се наоружам со вакви, такви, унакви одговори, ниту па да размислувам за многу прашања, да размислувам за реакцијата на средината, ако бев свесна дека како не знам како лице што од својата 18-та година се појавуваше на екраните, некој што луѓето го знаат и го следа, значи како се развива и како водител и како човек, си под лупа на јавноста. Сепак толку бев во некоја фаза кога морав да решавам и да расчистувам работи сама со себе, што нема време да се занимавам со другите нешта. Можеби нереално изгледа, меѓутоа факт е дека јас не најдов на некој отпор од околината. Напротив, дури знам во периодот на бременост ме среќаваа повозрасни жени кои што ме застанува и ми велеа браво, честитки за храброста, за одлуката и тоа некако ти дава една дополнителна сила. Знаеш дека си направиот пат, особено кога луѓе што се повозрасни со многу поголемо животно искуство ти кажуваат дека си направил добра работа. Во првиот период како се снајавте како мајка? Обично тој првиот е најоној паничниот, нели? Додека еве се најдете на што велат свој на своето, првите месеци се оние можеби најмалку страшните и потоа си добиваат нели тек нештата, а потоа па да разговараме кога веќе детето расте и вашата улога е тука, тамо, за да го воспитувате и да му го трасирате патот да стане една успешна и добра личност, каква што денес знам дека е Зорица, ама за тоа ќе зборуваме. Па мислам дека нема ништо полесно од тоа и ништо поубаво да се биде мајка. Секоја жена што родила дете, знае дека е тоа толку нешто природно и толку од Бога однапред осмислено, усогласено целиот организам да функционира за потребите на едно бебе. Значи од доење, од таа сила што ја спомнавте и со Мија да станува мајката навечер, да го храни своето дете, да го негува, нема ништо поприродно и поубаво од тоа. За мене не е херојство да се одгледа едно дете. За мене се мајки херои тие што имаат по 3 и повеќе деца. Ви благодариме. Ќе продолжиме во правец Зорица сега веќе тинејџер. Што значи да си има тинејџер? Што значи да си има По денешно време? Да, тоа и јас се уште не знам. На тоа поле јас се уште учам. Морам да кажам дека сите овие изминати години Зорица на вистина е прекрасно дете кој што слуша, учи, не ми создавала никакви проблеми. Од најмали години јас ја носев со мене на фестивали, на разни настани, сум ја носела тука во студио, никогаш не досадувала и било интересно, се адаптирала на сите услови, многу е весела како дете. И сега веќе кога зачекорува во тие пубертетски години, јас сум свесна дека топрава не очекува еден долг и тежок период да се помина тие најосетливи години за секој дете. Слушајќи ја Мија, се навратив на тие први години од мајчинството, кога можеби е тешко од тој аспект, тоа ноќно станување, бдење на детето, дење ноќе дали е здраво, дали е болно, дали има температура, па треба да се носи на доктор. Тоа е од физички аспект многу тешко. Меѓутоа за секој родител и за секој дете мислам дека е многу важен тој тинејџерски период во кој што доправат ќе се опробаме, секако јас сум спремна како и досега да го дадам најдоброто од себе кога е во прашање таа, а верувам дека и таа храбро ќе се носи со сите предизвици кои што и доправе очекуваат во животот. А сте посесивна како мајка? Како самоохрана мајка? Па искрено да бидам сум посесивна, меѓутоа не верувам дека тоа се должи на ситуацијата што сум самоохрана мајка од почетокот, туку повеќе мислам дека се должи на мојот карактер. Значи, кога ги сакам нештата и луѓето во мојот живот, сакам комплетно да им се посветам и нормално го барам тоа истото со иста мерка. Така што мислам дека нема тоа врска со моменталната, не знам, семејна или брачна ситуација и свесна сум дека сум посесивна, дека со тек на години дека треба се повеќе да ја ослободувам простор за нејзино време, за нејзини пријатели, другарчиња кои што стануваат се поважни фигури во нејзиниот живот и дека нема јас вечно да бидам централната фигура во
И кога веќе ова го во нејзиниот споменавте, да, универзум. ви доаѓа веќе друго прашање од типот како би сакале или кои се оние можеби совети кои мајчински ги поделиле кога љубовта е во прашање, тие машко-женски нели односи за тоа што е важно, што вие сметате дека е важно во една комуникација со некој партнер, дали ќе се остане заедно, да или не, дали ќе се има заедно нели дете, при вакви можеби животни одлуки и така натаму, што е она што би сакале да и го посочите? Па, мислам дека не може на детето да му ја обезбедите среќата и иднината. И покрај недобрите намери на секој родител, никој не може да му го даде, дури не собственото дете, вистинскиот рецепт за среќа. Мислам дека секој се раѓа предодреден за некој животен пат и советот кој што секако ќе се потрудам да го пренесам е секогаш да го слуша своето срце, да верува на својот внатрешен глас на интуицијата, а не на тоа што ќе ја советуваат, не знам, блиски или подалечни луѓе. Мислам дека тоа е единствено вистински рецепт како да се движи, како да чекори ни животот. Затоа што на едно дете еден родител може да му обезбеди, не знам, додека е мало, на убави играчки, не знам, на убава градинка, приватно училиште, летување и зимување, меѓутоа среќата треба секој сам да си ја заработи. Приоритети и можеби негативности за тоа сам се справувате со предизвикот да се биде родител? Па приоритети има на вистина многу, поаѓајќи од тоа што се посветувате некому и создавате една навистина многу силна врска и силна комуникација дете-родител, кога е еднонасочна. Тука е многу интересно и тоа што и детето се врзува во таков случај за родителот. Да, не мислам дека, не знам, во таквите случаи детето треба да биде одвоено од таткото. Напротив, единственото чувство што детето треба кон двајцата родители да го чувствува, тоа е искрена љубов и ништо поинаку. Меѓутоа, убавини на вистина има многу. Јас во ниту еден момент не зажалив, не се покајав. Напротив, мило ми е доколку со овој разговор и со емисијата може би охрабриме некои девојки што се размислуваат како да постапат нели во ваква животна ситуација, да знаат дека не е ништо страшно, не е ништо тешко. Господ е голем и навистина е на страна на храбрите. Јас споменав нели дека во тој период кога бев трудна во 7-ми месец останав дури и без работа. Меѓутоа 2,5 месеци по породувањето јас добив нова понуда за работа, да го водам бингото на Лотарија на Македонија. Јас почнав да работам кога Зорица имаше само 2,5 месеци. Значи не бев во ситуација да ја одбијам таа работна понуда и да речам неас ќе чекам моето дете да наполни 6 месеци или 9 месеци па да отидам. Така што универзумот е еден чуден феномен кој што знае да ги на моменти можеби да ги измеша работите, меѓутоа без дилема порано или подоцна знае да ги доведе работите на вистинско место. Така што е потребно само малку, не би рекла храброст, би рекла верба. И љубов. Знам како мајка дека сте исклучително изреализирани, се реализирате на тоа поле, растејќи Зорица. Што е со професионалното? Чувствувате ли дека успеавте да се изреализирате, да си остварувате планови, идеи, желби за себе, нели, што се вели, своите видувања за тоа до каде треба и како да стигнете или колку треба да си вложите во себе своето знаење и напредок? Да, мојот пример е одличен дека една жена може да биде мајка, самохрана мајка и незината кариера да не трви. Пак ја кажам со должна почит кон моето семејство, кое што од првиот момент ми ја даде поддршката. Меѓутоа не значи дека мајчинството гиускратува можностите на една жена да се уствари професионално, особено денес во 21 век. Денес секоја жена вози автомобил. На секој ќоше постојат аптеки, постојат амбуланти, болници, значи ги имаме на вистина сите услови да одгледуваме не дете, дури и повеќе деца. Мислам дека една вистина себично, кога некој заради својот комодитет и заради некој замисли како би требал да му изгледа личниот живот, ќе се одлучи на поинаков чекор. Не дека ги осудувам тие што постапиле поинако во одредени ситуации, напротив, никој не сме никога да суди, меѓутоа кажувам дека не знам, можеби млади девојки кои што се наоѓаат во таква дилема не треба толку да се грижат и да се оптоваруваат, а што ќе биде сега кога ќе дојде детето на свет, што ќе биде после 3, после 5, после 10 години. Едноставно само треба да си го следат својот животен пат, а работите ќе си дојдат сами на место. Не може во животот секогаш да биде се така како што очекуваме, нели? Спомна им ја кога незините сакале да биде се по книга или да се заврши факултетот. Јас исто факултетот ми беше во тој момент не
не е завршен, имав уште 4-5 испити до крај, што ги дадов додека Зорица беше се уште мало бебе, или од работа на доење па на испит. Меѓутоа се може кога се сака и на вистина не е тоа некое врвно дело, не е некое херојство, како што знаат денес да кажат нели за самохраните родители. Херој е секој родител, без разлика дали детето го подига во една класично брачна семејна заедница или не. Тоа е едноставно толку природно, најубавото нешто што може секој да го доживее и мислам дека е многу лесно да се направат тие избори. Не знам зошто луѓето мислат дека е тоа нешто многу тешко, дека тогаш човек многу треба да се крши, да размислува, да решава некои конфликти лични со себе, нема ништо поубаво тоа. Како размислувате за бракот? Па, не дека бракот не го почитувам како институција, меѓутоа единствено кога партнерите се навистина зрели, одговорни, искрено се сакаат, се почитуваат и се достојни еден за друг. Единствено во тие услови. Значи, се останато што е компромис, мислам дека тешко функционира, особено на долгорочни патеки. Би сакале да имате уште деца? Па искрено во овој момент не знам дали би сакала. Значи, јас сум веќе на прагот на 40-та година и поради некои здравствени проблеми не ми советуваат второ дете. Меѓутоа, ако не знам, животот си носи моменти кои што некогаш и не изненадуваат, ако се случи, зошто да имаме не? новитет, се зборува и тоа како на големо кај нас и за сурогат мајчинството, така да мислам дека и тоа ќе помогне на многумина да се исполнат и реализираат како родители, бидејќи и не е само да се роди на крајот на краиштата некогаш нели дете, знаеме колку деци се оставени, а родени од што се вели мајка, многу е важно да го подигнете, растете, да го изнесете на еден прав пат и да му го трасирате патот да може да се снајде во животот. Да, родител не е само биолошкиот родител. Родител е оној што ве одгледал, што ви посветил дел од својот живот, од својата љубов, и јас во својата животна приказна од детството и имав можноста да го почувствам, затоа што мојата мајка почина кога јас имав 10 години. И мојот татко долго време беше самохран родител. Значи, кога можеше еден маж да гледа 2 деца и кога велам да гледа, зборувам за толку посветено гледање на тие деца, што не носеше во кино, не носеше на базен, не ги сушеше косите со фен, што е нели, малку несекојдневна слика и несекојдневен пример кога е во прашање татко. За подоцна нели во нашиот живот да дојде една прекрасна жена која не прифати како мајка и не одгледа, значи комплетно посветувајќи се и на мене и на мојот брат, на нашиот дом и на нашето семејство, така што на вистина да се биде родител е нешто прекрасно, не мора да значи дека сте биолошки родител на тоа дете, го спомне и сурогат мајчинството. Важно е да се има кому да се даде љубов и со кого да се живее овој живот. Зорица Крстен, ако не се лажам, по вашата мајка? Да, го носи незиното име точно. Што би сакале да привршуваме некако, односно што е она што ќе го препознаете како добро завршена работа како мајка, кога ќе ја видите за низа години Зорица пред вас? Па секако би сакала да е еден ден, затоа што сега си уште малечка, 14 години и не се толку многу, би сакала да е културна, да е воспитана девојка, која што ќе знае што сака во животот, која што ќе си верува и ќе се почитува пред се самата себе си, затоа што е тоа неопходно за една, седно дали е девојка или младо момче да се чувствува реализирано. Од мене апсолутно секогаш ќе има секоја своја поддршка. Ете, како мајка на женско дете, никогаш во животот нема да ја притискам дали утре ќе се уствари како мајка во брачна заедница или ќе биде самохран родител и без резервно ќе бидам секогаш тука за нејс. Ви благодарам, Ирина, за искрениот интимен вака разговор. Навистина ми е драго и чест што одлучивте да се подотворите, иако пак ќе напоменам, знам дека резервирани сте по ова прашање. Успешна кариера, која досега имавте, уште поуспешна и понатаму, да си ги намести, што велиме Господ Коцките, и тоа како во правец на тоа да си имате една убава семејна хармонија, како што си имате со Зорица, да си бидете горда мајка и во некоја следна прилика, мајки Керки, ќе ве чекам овде во студиото во Тунел. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за поканата. Па млади дами, па и по возраст,
прекрасни. Еве, видовте која е, барем дел видовме од она убава, навистина убава страна, за тоа да се биде мајка. И не плашите се, како рековме, и без двојби, кога на свет носите едно прекрасно човече, кое понатаму ќе прерасне во еден убав и голем човек, било да е машко, било да е женско, значи издржате храбро кога ваквите одлуки се опрашање. Барем, значи, вечерашни гостинки ни кажаат дека ни трошка нема жалење за овие големи животни одлуки. Благодарам што не следевте вечерва.